Во ова издание, делегати од Републиканската партија ја префрлаат поддршката од други кандидати кон претседателот Трамп. Зошто расте неговата поддршка? Која е стратегијата, но и формулата кон придобивање на некои неопределени? Ексклузивно интервју за Гласот на Америка. Наш успешен македонски научник од Оксфорд, окријанецот сврзи капа, вели дека вакцината против COVID-19 е во последната трета фаза на испитување. Која е неговата порака до скептиците на вакцинација? Ке ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е Гласот на Америка на македонски. Републиканската партија се надева дека ќе го отвори патот за председателот Доналд Трамп да ја повтори победата од 2016-та. Ќе ги анимира верните гласачи, но и ќе ги придобие неопределените. Керолин Персути има повеќе на оваа тема. Делегатите на Националната републиканска конвенција 2020 ветија поддршка за еден кандидат, но за Доналд Трамп не беше така лесно последниот пат. Јута е една од најконзервативните држави во САД. Пред 4 години, делегатката Еми Винтер Њутон го поддржа сенаторот од Флорида Марко Рубио и не гласаше за Трамп на изборите. Не бев сигурна дека тој е вистинскиот. Не бев сигурна дека тој на вистина ќе го направи она што рече дека ќе го стори. Но таа вели дека председателот Трамп и покажал дека сгрешила што не гласала за него. Не се плаши од тешки прашања. Ги видовте мировните разговори за Блискиот исток неодамна. Тоа е одличен пример за некои работи што председателот Трамп ги постави на маса. Делегатот Оскар Брок беше горд, бидејќи Тенеси гласаше за председателот Трамп оваа година на конвенцијата, но тој беше и делегат за Рубио во 2016-та, пред да се префрли кај Трамп. Трамп беше глас на свежина, многу различен од политичарите во последните неколку децении. Вети дека ќе направи нешто ново. Брук рече дека председателот испорача зголемување на работната сила и силна економија пред пандемијата со коронавирусот. Анкетата на истражувачкиот центар Пју покажува дека економијата е број 1 проблем за 8 од 10 гласачи во ноември. Бренди Снайпс е нов поддржуваш на Трамп. Таа го поддржа сенаторот од Тексас, Тед Круз, во кампањата за 2016-та, но тогаш незиниот син Мо ја однесе на митинг на Трамп. Слушна колку е различен и како не се плаши да го каже она што го мисли. Тогаш си реков, тој човек ќе победи. Снайпс вели дека ја освоил ставот на председателот кон Кина. Ми се допадна неговиот став за враќање на работните места од странство во САД. Гласачите ќе имаат шанса за 2 месеци да одлучат дали политиките на председателот и добрите показатели за економијата ќе бидат доволни за уште 4 години мандат во Белата куќа. Во ексклузивно интервју за Гласот на Америка, македонскиот научник Ненад Сврзи Капа, кој се наоѓа на Универзитетот Оксфорд во Англија, вели дека вакцината за COVID-19 се наоѓа во третата фаза и се очекува да биде достапна до крајот на годината. Порачува, многу е важно сите да се вакцинираат. Мики Трајковски разговараше со него. Ненад, добар ден. Ти магистрираше биоинформатика на Харвард универзитетот, а во моментот си докторски студент на Оксфорд, на оделот за педиатрија, каде твој претпоставен е Полард, кој важи за еден од одговорните за развивање на вакцината против COVID-19. Можеш ли да ни кажеш до која фаза е стигната откривањето на оксфордската вакцина и колку таа е важна за светот? Сега моментално сме во последната фаза, тоа е фаза 3. И моментално оваа вакцина се тестира во земји каде што вирусот е на повисоко ниво. Значи во Индија, во Бразил, во Јужна Америка и во Соединетите Американски држави и секако во Англија, каде што почна развивањето на оваа вакцина. Работам во лабораторијата на професорот Метју Вуд, што е во оделението на педиатрија, а оделението на педиатрија и оделението за вакцини се под Medical Science Division, значи тоа е една група на кој главен шеф на сите ни е Андрю Полард. Јас таму работам на protein upregulation, значи јас работам на еден нов концепт
каде што сакаме да направиме еден универзален начин за подигнување на нивото на протеини, со што би можеле да би имало апликации тоа за многу различни болести, вклучувајќи рак или некои детски болести кои се генетски болести кои се многу страшни, како на пример Древе синдром. Специфично работам на тоа. И кога можеме најрано да ја очекуваме на пазарот оваа вакцина? Да. Вакцината од Оксфорд е доста битна ради тоа што е таа сега во моментов најразвиена, затоа што многу брзо тимот на Оксфорд можеше да се прилагоди на овој вирус, поради тоа што некаде околу јануари тие развиваа веќе вакцина за мерс. Така што, значи, тие успеа истиот тој вектор на аденовирус од шимпанзо, што е обична настинка кој шимпанзите ги добиваат, во тој вирус успеа да го вметнат тој спајк протеин и многу брзо да почнат со развивање на вакцината. И таа вакцина веќе беше тестирана во луѓе, така да битно е сега заради тоа што веќе во јули, како што знаете, се објавија резултати во Lancet, кои покажуваат дека вакцината е безбедна, значи тоа беше дата околу 500 луѓе, и исто покажува дека има и развивање на имунитет, значи на Т клетки, и имаме исто така неутрализирачки антитела кои се развиваат со давање на вакцината. Така да ние сме оптимисти дека ова ќе биде вакцина која ќе ни помогне на крајот. Информациите кои ги имаме за сега кажуваат дека вакцината ќе дојде некаде до крајот на годината, меѓутоа јас мислам дека тоа ќе биде некаде на крај на октомври-ноември, тоа ќе биде момент кога датата ќе биде анализирана и ќе биде донесена пред регулаторните тела, кои секако ќе анализираат и ќе се осигураат дека оваа вакцина е безбедна и ефикасна, и само во тој случај ќе биде одобрена и ќе биде доставена до значи секаде на светот каде што треба да се достави. Колку е важно да се влее доверба кај самите граѓани за потребата да се вакцинираат од COVID-19? Значи, ова е многу битно прашање, затоа што живееме во едно време каде што социјалните медии даваат на некој начин ги изедначуваат експертските мислења со мислења со некои информации кои не се точни. Значи, јас им препорачувам на сите да се вакцинираат, затоа што тоа не е само одговорност за вас, за заштитите, туку тоа е одговорност која ние ја имаме спрема сите луѓе кои се околу нас. Каде Македонија треба да се насочи? Кон која вакцина? Дали е многу важно и Македонија да ја осигура оксфордската вакцина? Значи, експертите во Македонија мора да пратат која вакцина е најразвиена и која вакцина ќе биде најбезбедна и најефикасна за народот. Значи, сега уште немаме доволно информации, меѓутоа секако јас сум сигурен дека експертите во Македонија кои се одговорни за ова ја пратат оваа ситуација исто како што ние сите во цел свет ја пратиме, и дека македонците исто ќе добијат истата вакцина која е безбедна за цел свет. Со оглед на тоа дека во моментов синоделот за педиатрија на Оксфорд, колку е важно младата популација да се вакцинира со оглед на тоа дека младите важат за главни преносители на коронавирусот? Да, тоа е добро прашање. Младите ретко заболуваат, меѓутоа младите се заштитени на некој начин, значи тие не може да циркулираат како што ние можеме да се шетаме насекаде. Сепак се тие под наша контрола. Точно е дека младите имаат поблаги симптоми, меѓутоа сите овие испитувања кои ги вршиме сега се на одредена популација, на здрава популација на млади луѓе. Значи не е за деца и не е за постари луѓе кои може да имаат некакви други симптоми. Јас мислам дека првото вакцинирање ќе биде точно на популацијата на која се тестираат клиничките испитувања, и после тоа следната година кога ние сите ќе се вакцинираме, вирусот би требало веќе да падне, меѓутоа ќе има и други испитувања за да може вакцините безбедно да се дадат и на деца и на повозрасни луѓе. Благодарам за времето што го одвои за Гласот на Америка. Благодарам и на вас. Поздрав до вашите гледачи. Го гледате Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми, но и на нашата интернет страница. Пријатна вечер, се гледаме утре.
Thank you.